okej, ti kad kažeš ja imam 2 kila višak, ja kažem, znaš što, idi na kej, brate, i trči. Sa 2 kila ti nemaš ti problem. Da. Okej, realno, da sme realni. A sad neko da dođe kaže, ja sam 35 godini, imam 120 kila, ops, tukaj mi se pali 120 kila. Čekaj bre, tukaj nešto ne je okej. I tija kila gi imam od uvek. Što je se od uvek? Znači od malena ti go vučeš to kroz tvoj život. Tija što ne stanovat rano, imat uvek toj izgovor, nemam koga, nemam vreme, ja sam u stres. Naravno, ti ako sediš do 10 sati, se vrtiš u krevet i stanovaš i posle prvo kafe, pa jedno par cigari, pa kad gledaš što ima na Instagram i tako dalje, kad ti prođe tamo kad bude 12, pola 1 negde, neli? I naravno da kad pola den prošao i ti nemaš vreme za ništo. A ti ako stanuješ u 7, na primjer u 7 sat i praviš tvoj sat kardio trening, se vrajka se istuširaš, kad napraviš tvoj doručak, ti u 8:30, 9 ti si... Значи у 6 треба да станеш. Да, ајде, нека биде у 7. Ако си од 8 на работа. Ајде, нека ми... да, тоа да. Ако си од 8 на работа, може да станеш у 6 и можеш тоа све да средиш. Во денешното издание на Равенка за успех е наша гостинка, една личност која ми беше задоволство да ја запознам, а верувам и вие идвај чекате да слушнете се она што таа ќе ни го раскаже денес. Се наметна случајно како тема на муабет во едно од претходните изданија на Равенка за успех, кога Антонија Геговска го сподели своето искуство како дошла до идеалната тежина, на што ја бев фрапирана навистина за краток период колкав е резултат, и така од тоа потекна многу прашања од нашите гледачи и токму затоа Клаудија Адеми е нашата денешна гостинка. Сите, која е Клаудија? Која е Клаудија? Клаудија се погоди да дојде во Македонија, тука не случајно, па и еве да биде во Равенка за успех во подкастот, да сподели се што има како искуство и се што ќе сакаа да го чујат и што поставува прашања нашите гледачи. Како си, Клаудија? Супер сум. Се осеќам многу добро, фала ви на позив. Како си ми ти? Добро, и јас себе после разговорите со тебе веќе сум спремна за нова акција, а секој нов предизвик ми представува онака баш интересно и мотив и задоволство, и сакав да споделиме многу од твоите искуства. Она што беше интересно и мојата реакција, затоа што навистина беше фрапантно колку за краток период се постигнати резултати. Прво ќе започнеме да нашите гледачи те запознаат тебе, па потоа твојот програм и сите тие твои успеси досегашни кои си успеала да ги постигнеш. Клаудија е инаку пола македонка, пола албанка, така? Се роди тука во Македонија или каде? Како почна целата твоја животна приказна? Јас сум родена во Германија, пошто татко ми кој бил млад отишол таму на работи и мајка ми исто, они се упознале таму во Германија и таму се заљубиле и таму се родивме јас и брат ми, или брат ми и јас. И така да цел живот сум била таму до, да кажеме, 20 година. Супер. Таму школу и све што се треба да се учи и така далje. И после отидов за Мајорка. И се како излезе тој убав присврт, нели, животот во Шпанија и сето тоа што понатаму ти се случуваше? Па добро, сега таму го упознав маж ми, таму се роди керка ми Заира, сега има 23 години и така да таму живеам, така таму останав, нели, со керка ми. Мада да сум сега сама, ама живеам со керка ми, така останав таму. Ја мислам дека е таму животот многу другачиј него во Германија. Во Германија уште живеат мајка ми и брат ми се таму. Идам често да ги гледам, да ги видам и да ги посетам. Имам другари и другарки уште во Германија, пријатели, имам и фамилија некоја во Германија, ама така ги имам и овде. Да, сигурно те влече и во Македонија нешто, бидејќи веројатно роднини, пријатели имаш голем број и тука. Да, јас сум сега, добро, кога отидов за Шпанија, кога имав 20 години, нели, јас таму се фиксирав на тој живот, ама исто и на животот со брат ми, со мајка ми, со татко ми што живееле во Германија, и само идев, кога идев некаде, наравно идеш да ги видиш родителите. И они се у Германија. И сега у Македонија не идев, не доаѓав овде, нели? И сега након толку години, еве сега почнав пак да доаѓам пред 6-7 години пак. И така да почнав да работам пак
ja da го проширам уште малку, да мислам дека имаат и право моите луѓе што се овде и Балкано да има право на Клаудија Демис Боди концепт. Да, твојот боди концепт е познат надалеку, значи не е само на овие балкански простори, секаде каде што имаш луѓе од секаде, од Америка, од Европа, еве од Балканов. Добро го зборуваш македонскиот. Гледам дека не Мешам. Да, добро, ама супер се разбира. Мислам со оглед на тоа дека и Фала долги ти. години не си доаѓала и не си го практикувала, сепак супер функционираш со македонскиот. Колку јазици зборуваш? 6. Да, браво. Да, 6 зборам. И сретна сум затоа што можам така да им помогнам на сите што ми бараат помош. Да има само еден јазик или два, тука си ограничен, нели? Да. А овака се, например, кога имаш више јазика, што више знаеш, више се отварат врати. Да. И можеш више да идеш и, не знам сега, и да патуваш и да отвараш врати у други земји. Со Да. твоето знање, нели? Од каде потекна моментот кога, ете, ние зборуваме за равенка за успех. Равенка за успех многу пати нели ја дефинираме како некоја си формула која ќе ја пронедеш во себе за да стигнеш до својот личен успех. Дали приватен, дали професионален, како и да ги сваќаш нештата, нели сепак е тоа релативно и секој има своја формула како стигнува до успехот. Се чувствува ли Клаудија како успешна жена на приватен и на деловен план? Па можам да кажам дека да. Затоа што ја можам да кажам дека увек сум била успешна од тоа што сум го правила, нели? Јас на пример кога дојдов у Шпанија, јас не знаев ни што значи ола. Значи кога ми викаат ола, ја викам што е сега ола, што е тоа сега, кој ќе го разбере. И сега мојот успех да сум научила шпански. Нели, ја не сум ишла у школа, него јас сум го научила овака. Од Шпанскиот комуникација, јазик, да. комуникација, нели? И сега тоа е, на пример, некој успех за мене. Не се само за што работиш или што правиш некој бизнис или не, успех е уопшто све у живот. Да. Што ќе направиш. И да не е оваа работа, да е некоја друга работа. Ја мислам дека е тоа успех да си успел уопшто да дојдеш до нешто Да. и да си свој човек. Сигурно е оној момент на преадаптирање од Германија во Шпанија и тоа е успех да човек знае да се прилагоди на средината во која ќе почне да функционира и да живее. Фала Богу. А да е ти, тоа така. веројатно, сосема се различни, како што рече Германија и Шпанија, ама ти и таму веќе се осеќаш како дома. Да, јас сега се добро се продавам многу години, нели, што сум јас веќе таму. Ама јас кога дојдов, ја ти викам, не знаев што значи тоа и не знаев како прво јазик, не познаваш луѓе. Значи, све си оставил у Германија целите 20 години. Значи, од малено до 20 години тоа е многу. Значи, и школа, и пупертет, и другари, и другарки, и фамилија. И кај си работела, и што си правила, значи све си го оставила таму, да дојдеш овде. И сега тука не знаеш никого, све ти е некако чудно. Све ти е ново, чудно, убаво, ама пак Ново, непознато. И има некоја тага за тоа што си го има до сега. Значи, јас кога сакав да ја видам мајка ми, јас кај си, сега дојма на кафе. Она док стави кафе, јас ке стигнам, нели? Или било кој се другар или другарка или брат. А сега тоа го нема, што ја знаеш. Ипак 2 сата се со авион. Ама ипак мора да го фатиш тој авион, па мора да идеш до таму. Па нели не е исто? Да испланираш однапред, да земеш карта, не можеш у моментот кој ќе ти текне, да, сигурно. И тоа ми беше малку на почеток, да кажеме, све малку и туга и сека, заедно, мешавина една. Нели, кои се мешат емоции, нели, малку и сега не знаеш што ќе биде, не знаеш тачно дали ќе издржиш, дали ќе сакаш ова стварно или дали ќе се вратиш, нели? Зашто се на две страни, 20 години се многу години. Ти си пак не се врати во Германија, се останала во Јас не се вратив и така да останав таму до денес и нема да се вратам. Зашто поубав ти е животот во Шпанија? Да, многу е поубав, да. Таму имам сега све. И највише што имам е керхами. Значи, ја не би оставила таму сама, нема тих пара, што се вика. Да, она е таму родена и веројатно си тој темперамент,
сонце, топло, Da. hrana, што све не Sve, i šta koga се- стануваш, drugačije koga стануваш tamo. Ма nego кога koga- сме кај храна, ма сега кај тебе е дискутабилно колку све може тоа да се јаде и пробува. Од каде, значи, моментот кога се реши да се бавиш со нутриционизам и со овој програм твој, што беше иницијативната каписла? Имаше ли нешто што те поттикна да почнеш тоа да го правиш, дали прекумерна тежина, здравствен проблем или не знам, нешто? Aj, јас уште сум имам дилеми уште, нели? Затоа што јас сум родена болна, можда тоа исто ме терало негде у подсвест, нели? Да помагам на други особи. Сега не знам дали е тоа. Јас викам дека е тоа така и фала му на Бога дека ми дал тој пут и срекна сум што можам тоа да го правам. Да. Нели? Како родена болна, што се случи во тој? Мислам, што беше тоа што го надмина како проблем или го провлекуваш и го контролираш низ годините? Мора да се контролира, наравно ствар. Јас сум родена со тумор кај што се јаде, како се вика тоа? кај нас, Хранопроводникот? таму. И све што јадев го Аха. исповрекав, мајка ми ме однесе у болница и ме оперисале со, не знам, имав 4 седмици живот, Бебенце. бебе. И така да останав 3 месеца во болница и таму кој излегов беше големо бебе. Пораснато нели? бебе. И така да ми го извадиле, сега наравно иде секоја година мораш да идеш на контрола. Контроли, да. Нели? Све е, фала Богу, окей, ама ипак кога се има така нешто мора да се иде на контроли да се види. И можда у подсвест, ја опет пак викам, нели? Можда тоа ме терало или ми дава таа снага, да, затоа што енергијата моја и снагата моја иде преку океана, што викаат, нели? И тоа е некоја енергија што ти даваш. И таму ги менјаш луѓето, значи тоа е далек пат. И ја мислам дека тука има нешто од Господ. Сигурно. Сигурно и тој талент и тоа чувство за исхраната и начинот на кој ја пренесуваш и го пренесуваш знаењето е многу важно, а морам да признам дека со тебе од првото слушање ти даваш таква мотив и енергија што не се случајни резултатите што доаѓаат. Имаше ли некој период на едукација, нешто што се надградуваше и учеше во контекст на тоа, нели, кој начин на исхрана е исправен, што е битно околу нутриционизмот и околу здравата исхрана пред се, па и она, нели, слабењето? Наравно, сваја ти кога учиш за нутриционизам, ти не учиш само на слабење. Значи, нутриционист не е нутриционист само да слабее. Океј, тука има други фактори у тој период кога ти учиш, нели? Тоа е еден факултет што мора да се учи. И алергии, интолеранции, све тоа влага у тој, да кажем, у тоа школа. И ти почнува со тоа и после доаѓа како да слабее, како Да. Значи ти со тоа што ќе научиш, ти ќе направиш својот концепт ти сам. Значи ти ќе знаеш тачно што дава месо, што дава риба, што дава витамин, што дава протеин, и од тоа ти ќе направиш као нутриционист твојот Свој програм. концепт и твој програм. И тоа треба да има една функција, 100% да е таа функција. Не можеш ти да измислиш се, ајде секој ден ќе јадеме риба и секој ден ќе јадеме марула. Марула ќе ни даде витамините, а рибата ќе ни даде нешто од протеини. Океј, ќе бидеме супер здрави. Не, има тука и доста други ствари. Минералите се многу важни. Кај има минерали, што треба да се земе, колку треба да се земе, кај. Значи, све тоа има една химија и едно школо. Да. И свето тоа мора да го научиш. Океј, сега, ја не влагам у тоа што денеска се учи, затоа што немам поима што се учи денеска и права ти кажам, не ме ни занима. Затоа што ја што гледам, мене ми е доста. Океј, со што исто слушам, што гледам, нечум да влагам у тоа. У тие школи, у тие курзови што има денеска. Да, брзи курсеви каде што се може би малце поповршни. И да се опуштам јас сега као особа, една особа што сака да помага на друга, мора да има више знање во курс. Да. Многу више. Исто као тој што ќе те шиша и што ќе те фарба. Океј, или идеш на доктор негде. Тоа ти каже, јас сум направил курс за не знам, за операција од срце. Ти му каже, каков курс бе? Што си ти радио? Што е тоа? Да.
I jedan drugi da ti kaže, ja sam učila, evo ja sam širok već 10 godini, ja sam učila 10 godini, ili jedan da ti kaže, ja sam napravila kurs od 5 godini, kajk ideš? To je od 10 ili to od 5? Znači Jasno. ti treba da odlučiš На кого довербата ќе na му ја kogo, дадеш. ама i to što učil 5 godini, isto mora da znaje, halo, ne sam ja toliko dobar, ne može da se upušam u to. Ipak je nutricionizam jedna stvar što oni, tije osobi što se so tebe, oni faktički živat po tvoje. Да. Ok? Znači ti im davaš svaki den što treba da jadat. Oni, ako go prava to, oni živat po tvoje. I ti mora da znaš, halo, ja imam jedna odgovornost prema ta osoba. Да. I ta osoba ne smije ništa da je se desi na ta osoba. I ako dojde do nečeg, ti mora da si osiguren 100%. Da. I poslije, naravno, koga treba da se tražat tvoj master i kaj si učili, što si pravili i kako si pravili, toga ške vidime koji si i što si. Така е. Ne daj Bože da se desi nešto. Ja uvijek vikam, pazite što pravite, nemojte sami na svoj taraka, zato što deneska ima svašta. Zato što imamo toliko informaciji, o toliko strani, toliko što se zbori za to, za dijeti, za režim, za kako treba da se jade, kako treba da se trenira, kako... Znači, ti slušaš, seko znaje nešto. So sekoga koji je sedne zastal, seko nešto čul, znaje, probal, doživel. Има некакво искуство, да. I ti od site da gi sastaviš i da gi praviš site što pravi, može od site po nešto da ga zemeš, može ke uspeš. Ama 100% da go pravi neko nešto, to je денеска тешко. Многу Многу тешко. е тешко и многу е одговорно со оглед на тоа дека ти имаш импозантна бројка на луѓе кои се врзани за тебе и за твојот режим. Знаеш ли отприлика точната бројка на клиенти во моментот? Не ме занима. Не. Не. Само нови. Neću da mislim, zato što ja mislim дека јас дук можам да ти помогнам, je okej. I сега, možda to ovako kako mislim, koliko ljudi, možda kad me fati panika. I ovaka nećem da znam i nema me fati ni panika. Nećem da idem na колку се, па колку... На квантитет, нели? Не. Да. Си додека можеш да дадеш квалитет, значи добре, ги совладуваш бројки. Така е. И наравно тие треба да слушат, ако не слушат, нема ништо од тога. Да. Кажи ми, со колку јавни личности до сега имаше соработувано? Во Македонија веќе Даниел и Антонија се изјаснија дека имаат со тебе едно прекрасно добро искуство со огромен резултат. Има ли други од кај нас кои се... Па има други исто. Јас сум особа која не жели многу да прича о томе, затоа што може они неќат. Тие што сака да зна, да кажат сами, тие и направиле реклами, тие и рекле и споделиле, да. Да. Морам да кажам дека да, и фала им, нели, на тоа, затоа што се гледа дека се и задоволни и искуството со мене им било пријатно. Да не е така, не би ни Тачно, не би го споделувале тоа, да. Така ќе го оставиме тоа на страна, затоа што ја мислам дека секој што знае кој сум јас и веќе сум 6-7 години тука во Македонија, работам со вас, мислам дека знаат сите кој прошол кроз моите раци. Еве ја од денеска почнувам за тебе заедно и мислам дека ќе одва и чекам, возбудена сум. Самиот твој пристап, она што го кажав, опфаќа и една дисциплина на живење, не само начин на исхрана. Значи ти велиш дека треба да се стане рано, дека треба да се прави кардио и дека треба да се јадат повеќе оброци. Да. Овака, значи јас сум за тоа да се стане рано, затоа што денеска имаме многу оброски, сите. И тие што не стануваат рано, имат увек тој изговор, немам кога, немам време, јас сум у стрес. Наравно, ти ако седиш до 10 сати, се вртиш у кревет и стануваш и после прво кафе, па едно пар цигари, па ќе гледаш што има на Инстаграм и така далje, ќе ти пројде тамо, ќе биде 12, пола 1, негде, нели? И наравно дека пола ден прошо и ти немаш време за ништо.
A ti ako стануваш u 7, na primjer u 7 sat i praviš tvoj sat kardio trening, se vraјка се istuširaš, kad napraviš tvoj doručak, ti u 8:30, 9, ti si, Значи у 6 треба да станеш. да, ајде, нека биде у Ако си од 7. 8 на работа. Ајде, нека ми, да, тоа да. Ако си од 8 на работа, може да станеш у 6 и можеш тоа све да средиш, и доруčak и све да средиш, и Да. да направиш и кревет. И тоа ќе го успееш. Да. Да не мислиш поза, ај нема време за ништо. Ке направиш и кревет, значи све пејчи, што викаме, со музика. Може тоа да се направи. Само мора да се има организација. И тоа, за жал, го немат. Немат организација. Затоа што мене кој ќе ми каже некој, ја немам кога, ја немам време. Това ти е затоа што немаш организација. За жал. Жалосно е. Ама е факт. Ама Иве, например, твоите оброци се во 90%, не 90, 99%, подготвени, свежи, домашни. Да. Значи нема кај тебе некоја алтернатива за купена храна. Има кога си, например, во некој ресторан или нешто, тогаш можеш да наручиш тоа што тебе ти треба. Значи, ти како идеш на некој ресторан, фала Богу, имаме ми тука доста во Македонија. Да. Okay? И по цел свет, нели? И можеш да наручиш, јас сакам тоа, тоа, тоа и тоа, и тој кој номер ти го донесе. Тоа може денеска сега да се наручи ресторан. Ако немаш време да идеш до дома, да го направиш, да јадеш и да излезеш, окей, значи може да идеш во ресторан, јас сакам тоа, тоа и тоа. И он ќе ти го донесе така како што ти го сакаш. Затоа што ти плаќаш. Ти си кралј у кафани. Не, дали може да биде по тие стандарди и така направено како што нели можеш да го направиш дома, бидејќи е без зачини, без додатоци некои што се нели во твојот режим недозволиви. Наравно, значи јас сега на пример не знам дали можам да го спомнам, ама ја ќе го спомнам, нека се наљути Весна. Значи Весна од Здрава станица, она на пример за моите клиенти што се, она ќе викнеш, ја имам денеска тоа и тоа на програм на Клаудија, она ќе ти го направи. Да. Значи све е денеска могуче, само треба се знае, хало, интересира се малку. Имам тоа денеска, што ја правам Клао? Ја ќе ти кажам што ја правиш. Ќе идеш таму, ќе го наручиш и она ќе ти го направи финито. Немаш никаков проблем. Ако ти немаш денеска време за тоа, не секој ден, ама ако еден ден немаш време, имаш алтернатива. Имаш алтернативи или у ресторан кога си Клао, што треба да јадам, јас сум сега у ресторан. Јас ќе ти кажам наручи така, кај тој убав конобар, кажи му добар дан, јас сакам тоа и тоа и он ќе ти го донесе. Интересно е тоа дека сите кои имаат веќе со тебе соработка и го практикуваат твојот начин, имаат постојана комуникација. Да. Значи можат да ти се обратат. Како успеваш да најдеш време за секој поединец од толку многу луѓе? Тоа ми е посо. Тоа ми е работа. Јас сакам таа работа, јас уживам у мојата работа. И види, кога ние особи сме, луѓе сме многу, како да кажам, чудни. Затоа што понекогаш гледаш на телефон и викаш, кој ме вика сега? Не збораме сега за моите клиенти, јас зборам се уопште. Кој ме вика сега, морам сега да му дигнам. И ти му дигнеш и мораш. Значи, тие ствари ја не ги правам. Ја не ви кажам, сега, него ја ќе дигнам на тие што ми се важни и моите клиенти ми се важни. Јас за нив сум мама, биг мама, а они за мене се бебиња. Што ги учам јас и они учат од мене и тоа може да го дадат дале на своите деца. Знаеш, значи, они на своите деца го пренесуваат, затоа што, наравно, јас као мама, ако мене ми треба помош од тебе, и ти ми го даваш, јас автоматски, ако научам од тебе, имам деца, јас автоматски ќе купувам здравие и ќе купувам здравие и тоа ќе го дам и на моите деца и они ќе јадат. Нели, нема да нив се да им дам пици, а ја да јадам, не знам, супа, чорба. Например. Да. Океј, значи не сум толку луда, брате драги, да кажеме. Него ја ќе им дам на тие деца исто, да им кажам, ајде, се малку и вие, со мама, ќе јадеме малку. И така, ден по ден, и да е само 70% после мене, да им оста, јас сум срекна. И може некад, ќе биде и некој спомен од Клаудија направен.
А кажи ми, кога на пример почнува со режимот, ето тоа мене лично ме интересира. Дали со текот на времето се збогатува програмата на исхрана? Има ли некои продукти кои се кај тебе исклучително забранети, нели не смеат воопшто да се конзумираат, а се практикуваат вака вообичаено и се некои од по сладките работи што треба човек да ги нели што ги конзумираме? У принцип, дали е благо, дали е нешто што е, не знам, било кој продукт, некое месо да речеме, нешто што сметаш дека буквално треба да се исфрли сосема од исхраната. Па види, денеска сите имаме доста информации. Денеска све веќе е бело на видело, не као порано. Порано, например, јас кога бев мала уште, јас знам дека тетка ми овде у Тетово почина имаше тумор. И јас тогаш имав, не знам да имав 10-11 години. И тоа кој се слушна, да знам дека беше дома, нели? Тоа се зборало, тоа се плачело, се врискало, се знае. Некој кој, јас зборам сега 40 години назад. Да. Значи тогаш, да има некој тумор и да има некој рак, тоа било, ало, тој има рак? Ама денеска го имаш у Страшно. фамилија. Океј, значи денеска не треба, знаеш тој што има, негде тамо некој далеку. Не, денеска гледаш лево, десно, го имаш. За жал. Што се дешава? Денеска знаеме све што продуцира тој рак, тој тумор, тој диабет, тој холестерол, тие болести што се високи притиски, тие можни срчани удари, тоа порано што не се зборило и не се имало толку секојдневно, тоа денеска го имаме секојдневно и сега се знае веќе што продуцира тоа све. И фала Богу, продуцира све што е бело. Се знае. Значи бело брашно, Шекер. млеко, шекери и тие ствари. Значи тоа све кај мене го нема. Ни пред мене, ни после мене. Значи тоа нема да ти го дам, да ти кажам сега, ти кој ќе излезеш од мене, ти конзумирај. Не, затоа што јас сум учила тоа и ја го држам тоа. И јас сум многу конзеквент у тие стварите што ги кажувам. Јас ќе го кажам денеска и за 5 години пак ќе ги кажам, затоа што тоа е тоа што сум го учила и тоа што сум го видела јас со моите очи. Значи не нешто измишлено, него тоа постои и тоа е така. И сега јас да ти го дам, да ти кажам еден ден, имаш роден ден, ајде јади си торта. Ни за роден ден нема да се јадеш ако си со мене. Извини, молим те, ама тоа е така. Мармалад можеш да јадеш. Да, може. Зошто еве таму има шекер на пример? Може и мармалади да се направат без шекери. Имат Да. исто без шекери, затоа што мармалад веќе ти кој го правиш тоа, овош е веќе од себе си, Има своји шекери имат природни. своите шекери. Природни шекери Да. своји. Значи такви зашто може, не? суво овошје, природни Да, шекери. фала Богу, имаме ми е доста. Значи Господ кога не створил, он не створи перфектни. Ми имаме едно тело перфектно. Имаме едно тело направено математичко. Имаме све, имаме органи, имаме артерии, значи све што се дешава во нашето тело, све функционира. И функционира како што треба да функционира. Нешто ако не функционира, одма е или болен ќе бидеш, ќе паѓаш, немаш концентрација, ти паѓа коса, ти паѓа снага, немаш енергија, немаш концентрација. Тоа се некои ствари што, некои аларми, не идеш у ВЦ. Колку луѓе имаш, јас се 7 дена немам у ВЦ. Јас мене ме боли глава, мене ме боли стомак. Зашто е тоа све? Зашто те боли? Ти си се прашал зашто те боли денеска глава, зашто те боли стомак, зашто не идеш у ВЦ, зашто не спиеш добро? Дали мислиш, Клудија, дека тоа е многу влијание има храната во сето тоа? Да. Дека е главен и клучен фактор. Да, затоа што тоа ни дава нас, тоа е нашиот бензин. Нашето гориво е храната. Океј, значи, ние функционираме, замисли се да сме еден БМВ. И тој БМВ без улје и без бензин не функционира. Не хода. Значи, ќе го паркираш, не можеш да идеш на него нигде, ако не мушаваш улје и не мушаваш бензин. Така? Сега, тие две ствари ги имаме и ние. Храна и вода. Ако ние тоа не му го даваме нашето тело, наравно тука иде и спиење, и одмарање, свето тоа иде. Нивото на стрес и сето тоа. Све тоа е еден, да кажеме, еден
еден програм. Исто као таа кола. Значи, таа кола, ако ја возиш, мора и да одмара таа кола, нема да возиш 24/7. Да. Океј, значи мора да се паркира и да се одмори тој мотор. Значи, све има своје, све е направено, нашето тоа е така перфектно направено, роботски, математички, да функционира онака како што треба. И фала Богу, имаме све што ни треба да функционира. Доста храна, доста вода, тренинг, да можеме да правиме тој тренинг. Имаме улици, имаме паркови, имаме кеј. Океј, значи имаме све тоа и морам да ти кажам дека за жал не знаеме да го искористиме. Све тоа што имаме. Да. Тоа е жалосно. Кога беше ковидот, кога не затворива 2,5 месеца, у Шпанија затворива, затоа што бевме втората земја По број на, да, заболени, нели? И тоа беше не можеш да идеш надвор, значи не смееш да идеш само у куповина и тоа со тикет, ако те стопира полиција, кај беше у куповина, дај ми го тикетот. Значи ако не си бил у куповина, казна. Да. Значи не смееш да излезеш. Кога они након 2,5 месеца рекова, сега можете да идете са бајле од 8 до 10, 2 сата да шетате и 2 сата навечер од 8 до 10, јас кој излегов плачев. Значи, ходев и плачев, викам, не можам да сватам дека ова е толку важно. Драгоцен, да. Значи, не можеме да го цениме. Плюс тоа, колку луѓе има што не можат да станат од кревет. Што мора да лежат у кревет. Што се зависни од друга персона. Од друга особа. Значи, ние кој ќе легнеме и кој ќе имаме некој грип или нешто, тогаш, како би сакала сега малку да се прошетам, како би сакала сега малку да станам, ама немам снага. И кога ќе можеш пак да станеш, забораваш на тоа што било пред можда 3-4 дена кога си лежал у кревет. Зашто сме такви? Тоа е прашањето. Зашто сме такви што не знаеме да ги цениме работите кога ги имаме? Кога ќе знаеме да ги цениме, све ќе биде полакше. Да. И поубаво. Дали бараат само совет од тебе највеќе за линија, или има и луѓе кои со здравствени проблеми ти се обраќаат и колку до сега имаш успешни приказни? Не мора мислам да ги именуваме како ликови кои се познати или непознати, него чисто како едно твое сознание на тоа колку си успеала во тој момент во здравствен проблем да допринесеш и да направиш да некој се излекува од нешто. Па види, 90% можам да кажам дека се болни. Оние со кои се работуваш? Со кого работам. Значи има тука диабетис, холестерол, висок притисок, канцери, тумори. Значи, тие работи се нешто као добар ден. Океј, тоа е ама тоа се знае веќе. Јас од тоа работам, ова работа и у Барселона кога бев и секаде, каде што сум работела, увек се наоѓа некој што е болен и има некоја надеж, нели, да се подобри. И кога ќе успееш со таа особа, сите од нив, сите моите клиенти што сите од нив имаат нешто посебно. Првиот контакт кога имам со нив е увек тој печат што ќе ми останат. Значи првиот контакт кога ќе ги прашам што ти е, зашто ме вика, што ти треба, увек има нешто зашто е тоа така. И тоа зашто е тоа така, тоа автоматски се лечи, кој ќе успеат. Нема везе што е. Дали е тоа малено да ти со висок килограми, дали е тоа да имаш 40 години и пред 5 години ти се десило нешто што со дете или со мајка или со татко или некој поремачај, па ти има сега некој висок притисак од тога. Значи, све, тоа се ситници што ти зборам, нели? Ама тоа се важни ствари за тоа што кроз нешто ти ме викаш за тоа што е тоа така, ти сега ме викаш мене, затоа што нешто тогаш се десило и тоа те носи кроз тие години до кај мене. И сега јас сакам да знам што е тоа. И наравно, кроз прича јас ке сазнам што е. И кога кажам, тебе тоа ти се деси, да, тоа е. Како знаеш? Па сазнаваме кроз таа прича што е, зашто е тоа така. Да, ти имаш и психолошки пристап меѓу другото. Тоа луѓето кои комуницираат со тебе го потенцираат, нели?
дека знаеш и психолошки да навлезеш во личноста. Значи, толку имаш трпение, време и фокус да разговараш со сите тие луѓе. Затоа што ме интересира што е. Ја не можам само да ти помогнам. Ако ти имаш вишок, окей, ти ќе кажеш имам 2 кила вишок, ќе кажем знаеш што, иди на ке брате и трчи. Со 2 кила ти немаш ти проблем. Да. Окей, реално, да сме реални. А се некој да дојде да каже јас сум 35 години, имам 120 кила, опс, тука ми се пали 120 кила. Чека бре, тука нешто не е окей. И тие кила ги имам од увек. Што е се од увек? Значи, од малена ти го учиш тоа кроз твој живот, сега имаш 35 години. Значи, морам тука да гледаме. Ти кој имаш 8-9 години, у школа, ти се секаваш на тоа. Од пубертет, тогаш ќе имаш можда и у школо проблеми со други деца. Знаеме дека децата се директни. Сурови, да. Деца се директни и тоа е нешто што ти го носиш кроз живот, нели? И после кога треба да најдеш работа и таму ќе имаш проблем, затоа што денеска за жал е кога ќе дојдеш на работа, на пример сега, ајде да кажеме у банка, сакаш да почнеш у банка да работиш, некој што има 120 кила, некој што има 70. Се тој некој ќе го земе тој од 70, затоа што ако му каже трчи тамо и донеси ми тоа, тој ќе биде побрз. Да. Нели? Значи, така функционираме, за Да. жал, денеска дека порано тоа не било така, пошто порано не биле као Гојазни. денеска Да. толку гојазен народ. Да, Ова тоа е денес- веројатно и баш од квалитетот на храната и од продуктите кои се сега по химиски, нели, направени повиштачки, Да. автоматски гојазноста процентуално многу се зголемува. И не само тоа, и затоа што денеска сме многу на луксус. Доста више. Не е Значи, могуче, значи. Не може да биде да ти крцаш цревата толку. Ја ги слушам. Не знам дали се слушам, ја ги слушам. Дали е може? Мене ми е веќе незгодно. Ама како може? А не, мислам, човек кој ќе се подреди на твојот режим уопште не е гладен. Мислам, не оставаш да биде гладен. Има многу редовни оброци каде што не изгладнуваш. Имаш 5 оброка секој ден. Зависи у колку сат стануваш. Например, сега ако ти стануваш у 5 сат сабајле, ќе имаш 6 оброка, затоа што се јаде секоја 3 сата. Така сака Господ. Не е моја кривица. Господ вика, бебе се рајга, да, се рајга. Колку пута јаде едно бебе на ден? Секоја 3 сата. Да. И тој режим или тој, да кажеме, систем го имам јас. Секоја 3 сата мора да јадеш. Ако не јадеш секоја 3 сата, ништо не бива. Мора да му даш на телото секој 3 сата да има свој оброк. Сега нема да ти дам секој 3 сата пици, хамбургери, чевапи и буреци. Ќе ти дам тоа што тебе ти треба. Ја не сум особа што дава било што. Затоа што сматам дека ние не сме било што да јадеме било што. Ќе ја добиеш тоа што тебе ти треба на ден. Да функционираш и не ти давам више. Нема тука кај мене луксус. Еве ти за Да. И што е најинтересно, не е еднолична храната. како не? Не е еднолична. Има многу различни има многу различни, продукти, да. Има некои ствари што се повновуваат, нели, што ќе добиеш пак, например креми што се даваат или доручак што давам. Давам више врста доручки, ама исто и сакам да имате тој вишок врсти, затоа што ако патувате негде у некој хотел или нешто, у тој хотел го има тоа све. Значи да нема, ај денеска сум таму, ја не може. Ало, нема да имаш паника, у хотел има тоа све. Значи слободно имаш доручак, ако ништо друго, доручак и ужин у хотел го имаш. Да. Нели? И после ручакот и вечер ја ќе ти кажам што и како да се понашаш, што да радиш и ти си мирен. Бар си мирен кога идеш или на путување затоа што мораш од работа или затоа што идеш на викенд со фамилија, нема везе сега. Јас сум тука да те обавештам и да ти кажам што и како да се храниш. Луѓето со кои почнуваш да работиш, да соработуваш и да го применуваат и практикуваат начинот на исхрана, имаат одреден период во кој си со тебе или тоа трае со месеци, пример година, дена? Колкав период е потребен за да се постигнат резултатите, а и сепак тие да го научат тој начин на исхрана? Не е фора веројатно само да биде 3 месеци режимот и после све по старо. Па овака,
Да ти Да кажем, нема тој јојо ефект, нели? Што е често пати појава додека те држи тоа волјата, месец, два, три, после се постаро. збориме за Балканци. Да, ајде. Добро. Пошто Ајде за Балканци. Збориме после ќе ти кажем нешто за Санто Доминго. Ама прво за Балканци. Балканците се такви особи што многу се инат. Океј? Се инатат. Се инатат и мислат дека со мене можат. Со мене не може да се инати никој. Затоа што ја не работам со инат. Ја работам да ти помогнам и да те научам. Океј? Значи, денес како тебе ти пишува на план лекија со поврче, значи со зеленчук, ти треба таа лекија и ти треба тој зеленчук. Океј? И сега ти ако ми кажеш, ама може тоа денес да го менам за грашок. Па не може. Ти треба лекија и ти треба зеленчук. И сакам да си го јадеш. Океј? Сега, они го држат тој режим и увек мислат. Они мислат више него ја што мислам четврток и петок кога правам мени. Нешто ќе смислите, ама јас мислам дека јас можам ова да го менјам за ова и за тоа што јас тоа негде сум го чул или сум го видел или сум го И тоа е тоа. и они тоа ќе го Слично. направат сега и после ќе ми кажат нешто кај мене стагира. Нешто кај мене не функционира. Нешто кај мене не може ова и нешто кај мене не може она. И јас тоа морам да го слушам и да им објаснам по 100 пат дека тоа нема да функционира ако ти мислиш. Само функционира како мислам јас. Затоа ти добиваш тој режим, затоа ти добиваш тој мени, затоа ти добиваш од мене помош секој ден ако ти треба, затоа се сакам да видам по слики што правиш. Значи све има своје. Сега, тие луѓе што се со мене, што се такви, што мислат дека понекогаш може да скренат, нели? Тие после, након месец, након два, кога веќе ослабнуваат они, нели? И мислат дека можат сами, они пак тијат на старото. Затоа што мислат дека може и дека функционира. И ако си изгубил ти, например, 20 кила за тоа, тие 2 месеца, нели? Ти си ги изгубил затоа што јас сум сакала. И ти мене мора да ме акцептираш као коуч и као твојот некој нутриционист и као особа, као прво, што тука за тебе и да имаш тој респект према мене, исто као ја што го имам према теби. Да. Исто така респект ја очекувам од тебе за мене, затоа што ја сум особа што сум тука 24/7 за тебе. Ни мајка ти не е така со тебе, као што сум јас. Значи, јас сакам ти да научиш од мене. Тие што сакат да научат и учат, и тие се со мене 3, 4, 5, 6, 7 и 8 години. Океј, има некој што е 8 години со мене. Не што добива од мене режим уште 8 години, него што научил од мене и држи тоа. И тоа е еден респект што ти имаш према мене. Еден голем респект. Затоа што ти што си научил од мене, тоа го акцептираш и овде си го сватил. Дека тоа што тебе ти треба. Значи, како што си бил претходно, не е за тебе. Не се чувствуваш добро, болен си, не можеш да станеш од кревет како ти што сакаш, не си витален, не си енергичен, немаш концентрација, не си уопште, не се чувствуваш угодно и ти пак се враќаш на тоа после мене. Хало? Која е поентата? Мислам, не знам кај да те ставам. Каде? У која лудница? Значи не може да биде тоа. Значи нешто не штима. Што е тоа што не штима со тебе? Тука мора да видиме што е тоа. Значи не е тоа што се ти вау. Не, тука има нешто друго. И тоа другото мораме да видиме од што ти доаѓа тоа. Да идеме малку подлабоко. Нели? Затоа што ако ти нешто правиш, плајчаш, правиш, ме трпиш, мене, кај си, што си, значи, мислам, јас сум малку и досадна. Мене некој да ме вика нон-стоп, ќе кажем, ајде више да не ме вика оваа жена, ќе правам тоа што сака бар месец дена. Ќе го осетам на себе месец дена, да знам како тоа функционира, што е тоа, и после, ако неću више го правам, брате, нема више никад да ме видиш. Ама направи го бар месец дена, затоа што си го платил,
си дошол, си го платил, јас сум те примала, ти дава, ми дава. Направи го како што треба и након месец дена, ако не е тоа твое, и ако немаш резултат, тогаш отиди, ама прави го. Немој да измишляш и да кажеш, јас сум го правила, ама тоа не функционира, затоа што тоа кај мене. Како внимателно те слушам, све ова да го применам. Да. Кога ќе почнам. Да, тоа е важно. Многу важно. Во секој случај и мислам дека баш е убаво онака луѓето да сватат и суштината на сето ова. Не е само, нели, сите влагаат некако со некоја доза на резерва на почеток. Сега ќе почнам, ама дали мене тоа ќе ми, прекако ќе издржам, Да. стравото тоа, а дали е све баш така, а како, нели милион прашања. Ама баш ова е вистинското. Веќе кога си влегол месец дена, држи се изречито до тоа, па ќе видиш на кој пат си. Треба sebi да пружиш некоја шанса. Не на мене, затоа што јас знам, јас што знам и што Да. можам со тебе да направам. Јас кога ќе те видам, ја знам како може да изгледаш. Тоа ми е, наравно, тоа ми е професија, нели? Исто као фризер кој ќе те види, знае каква фризура тебе ќе ти стои денеска. Значи јас кој ќе дојдат кај мене и јас ги гледам и знам што ќе направам со тебе. И фала Богу, можам да одлучам јас денеска дали сакам да работам со тебе или не. Можам да се приоштам тоа. Нели? Дали сакам или нечум јас да работам со тебе, не ти со мене, јас со тебе. И ако сум те веќе примала и добро си дојден кај мене, акцептирај го. И прави го така како што треба да се прави. Да можеш ти да го осетиш. Клаудија, правиш ти програми за бремени жени, така? Да. Многу од жените во денешно време се плашат околу целата таа промена на телото која настанува при самата бременост, иако е тоа, убедена сум, една од најубавите чинови период во животот, меѓутоа сепак носи одредени последици по физичкиот изглед, нели? И сега се поприлично фокусирани жените на сето тоа, на грам вишок, 2 кила, 3 кила плюс минус, и има доза на психичка пресија што ќе биде после тоа. Ти работиш со нив, има посебна програма за сето тоа, за да се роди здраво право бебе, а телото да не трпи многу на мајката. Можно е тоа, нели? Наравна ствар. Мене кој ќе ме прашат, ама работиш и со мајки што се трудни? Викам, па и вие морате да јадете секако. Не, ја увек малку се шалам. Наравна ствар. Што мене ми е уште овде на Балкан, како што гледам, дека постарите што се, например, ја имам керка, нели? И таа керка кој остане трудна, да е Боже некад, и ке дојде ке каже, мами, јас сум трудна, јас одмак ќе кажам, немој да јадеш за двајца. Да. Okay? Затоа што тоа е Погрешно. претходно така се зборило. Сега се труден, ајде синко, сега ќе јадеме ова, мама што да ти скува. Значи, тоа е нешто што ти си само труден, не си болен, нити ти треба више храна. Океј, значи мора да се свати тоа така. И така како сватиш, ако имаш тој мајндсет, ќе пројдеш добро у твојата трудноча. Ако ти мислиш дека треба да јадеш за двајца и дека е тоа нешто посебно, дека си те треба само да седиш и да го држиш стомакот, тоа е веќе друга ствар. Океј, значи, и ако си труден, ти треба да јадеш исто 5 пута на ден, исто секој 3 сата, затоа што твоето бебе што ќе се роди, исто ќе јаде секој 3 сата, значи научи се ти веќе дека секој 3 сата треба да му даеш да јаде. И малку да се шета, да се плива, кој може да плива, значи тоа е све Да, за физичка бебето. активност не треба да прекине, нели, Не. во тој период. Не. Значи јас би препоручила на сите што ме слушаат и што се трудни или сакат имат план да останат некад, нели, уживо трудни, дека трудноча е нешто многу убаво. Трудноча е un milagro, што викаат у Шпанија. Милагро е нешто, се не знам како се вика тоа. Благосостојба? Да, така нешто. И тоа треба да се не да се чува као стакло, него тоа треба да се живее. Да, да се ужива Да се во таа ужива фаза. затоа што 9 месеци се дугачки, ама и може да бидат многу кратки. Нели, ако работиш, имаш друго дете, можда уште и имаш Обврски. и обврски, може имаш некој бизнис или фирма своја или што ја знам. Значи може тоа све може, али ти кога ќе си оставиш време за тоа, на пример, идеш на пливање, идеш да шеташ, ти со своето бебе,
нели, што го носиш од тебе. Тоа е све Како дел од тебе. Да, еден период што тоа ќе се не само кога ќе се роди тој период ќе биде убав, не, него 9 месеци што би си била трудна и после кога ќе се роди, значи све Нормално тоа е се еден тоа процес. процеси во животот и Да. животни фази кои не можеш да ги скокнеш и не се тука за да ги прескокнеш, Да. него треба да ги живееш. Ја мислам дека треба да се ужива од тоа све и не го прават. Сакам да ми ја подадеш книгава што е тука пред тебе Плис. и да ми објасниш што станува збор во оваа книга. О неповолној Клаудиј? Да. Прича о неповолној Клаудиј? Што значи уствари суштината на ова си ти малечка? Да, тоа сум јас кога бев Сладко, нете? Што е суштината, содржината и поентата на ова издание? Мислам, зошто воопшто го создаде? Еве сега ќе ти објаснам. Јас кога го упознав една жена многу интересантна што се вика Жана, и ја поздравам, Жана вешта жена. Жана е особа што ги води вешите жени веќе преку 40 години овде у Македонија и имава у Тетово они еден као настан нешто и тука бев јас викната и Жана со мене беше на режим. И жената беше, да кажеме, преку 70 години. И примаше инзулин веќе дуго години. Значи диабетичар. Да. И не знам колку единици на ден, ја мислам дека бева 40, не знам колку единици се. Знам дека бева таму негде 40 единици на ден. И кога почна со мене, ми ги скинавме. Нели? Тотално инзулин го скинавме. Само докторот ти рече, земи 1 или 2 единици, затоа што телото навикнато. Ставе го далje, 1 или 2 единици на ден, така да не биде скроз без, затоа што телото навикнато веќе години го зимаш, нели? И така да, она ми рече, тогаш сакам да дојдеш, вика на тоа да меше да видиш што се прави, како се прави. Наравно, она беше ослабната доста килограми и сите знаева за мене, ама не ме познава. Тие вешти жени. И така да отидов таму на тој настан, беше многу убаво. 2 дена бев со нив таму. У манастир, не знам како се викаше тој манастир. Каде во? У Тетово. Лешок, у Лешок, извини, у Лешок. Лешочки манастир, да. Тамо бевме и имаше и музика и група дојде да пеат, и многу убаво. И сега на тој настан, они требава да спремаат. Некој спрема ручак, некој спрема десерт, значи се бева столови и после се делат кој е прво место, кој е друго место, такмиче не беше така нешто. И така да кога беше тоа такмиче, ја идов на тие столови и гледав кој што прави и дојдов до Оливера Ширвовска што ми ја пиша книгата. Она ми ја пиша. И јас, ама ја не знам дека она пишува книги. И кога дојдов до незе, она правише една книга, еден десерт, направи една книга од тој десерт, као една книга отворена. И викам, ова е, десерт, она вика да. Направи книга. Како книга форма, да. Книга. И викам, како е, убаво ова. И ја нешто се замислив и она ме посматраше. И не знам, некоја хемија измеѓу мене и незе се створи тука, нели? И она после ми рече дека пишува книги и ја ја гледам и викам, сакам да ми пишеш една книга. И вика она, ќе ти пишам. И така остана. И након 3-4 години, она беше спремна да ја почне книгата. И така ја почна, и така ја заврши лани. И викам, чим си ја пишала, чим си била спремна да ја пишеш за мене, ќе оставам така каква што е, каква што се пишала ти, со твоите речи, со твоите букви, со твоите све, мисли, да. Да, без да менјам ништо. Содржински што содржи, нели, како тематика? Опис на твојот живот или на целата твоја работа и искуство? Како почнува мојот живот и како дојдов до све ова,
све до лани. И лани ја направивме, издавме и направив промоција на 6 децембар у Интермецо и беше многу убав настан, пошто сите, скоро сите, не може да кажа сега сите, затоа што не можева сите работева некој, дојдова од моите клиенти и направив им одна ревија со нив. И они бева модели. Значи, беше многу убав настан. Значи, Клудија, ти веќе со години си присутна тука у Македонија, и веќе добар дел те запознал, а си уште многу сакаат да те запознаат и си уште многу сакаат да се обидат и да го практикуваат она што го правиш, и токму заради тоа ми изминатава недела имаше еден настан во Хотел Панорамика каде што ти се представи себе си, што беше темата, дискусијата, како се уствари целиот тој настан, што беше поентата? Па поентата беше за тоа што ја викам, дали е могуче да у Македонија има толку луѓе што живеат? Океј? Да. И за тоа што има толку луѓе што живеат, викам, морам да спремам нешто за тие што се стварно интересирани за концептот и да ме упознаат што и како работам, за работата моја, и викам, да не морам преку телефон да не ме чекаат толку дуго, затоа што има доста позиви и пораки за да се ослабне, за да им помогнеш, било што, нели? Викам, за не мора да чекат, пошто се толку пораки, јас имам као прво моите клиенти. И за тие клиенти ја мора да се бринам секој ден 24/7. И сега, ако имам други позиви, нови позиви, тие чекаат, затоа што се приоритет се овие моите. Па после, другите што сакаат да бидат наравно со мене. И сега да не мора да чекаат ден, 2, 5, 10, 12, 2 седмици, месец, док дојдам да им одговорам, викам, ајде, кој ќе можат, и направив, например, сега тој ден да биде тој настан у Панорамик и да дојдат сите, да можам на сите да им објаснам што и како функционира, да не морат више да чекат. И тоа беше поентата зашто го направив и зашто дојавме тоа. Наравно и Антонија беше тука и Како беше заинтересираноста и атмосферата? Па многу убаво. Многу убаво, мене беше чест да доаѓаат луѓето што се со мене на тратман, да ме видат уживо, затоа што има доста нив што не ме знаат уживо, само преку камера, наравно, преку видеокол. И ја им реков на нив, кога ќе дојдете, ве молам да ми кажете кој сте, пошто нема да знам кој сте, да не кажете, оваа жена ми дава секоја седмица мени, а не ме познава, а не зна ни кои су. Така да, јас сум една, а они се многу, нели? Нормално. И тоа беше убаво да и они дојдева да ме поддржат у тој момент и да... Оно што беше интересно на мојата прва средба, и тоа е веројатно кај секој ден што ќе те погледне, гледа дека имаш беспрекорна линија. Вика, и секако си добар пример, нели, нормално. Кога веќе препорачуваш исхрана, мораш да си добар пример огледало на тоа што го правиш. Морам да ти кажам дека секаде каде што одам, се збори за што можам да јадам, што смеам да јадам. Ајде прво нека наручи она, па ќе видиме што ќе наручи она, па ние ќе наручиме. Значи увек е нешто така, знаеш? И кларо, нормално, кога ќе прашаш што сакаш, како сакаш да гледаш, као ти. Нели, тоа е исто еден комплимент за мене. Нели, тоа е за мене исто нешто. Константно држиш оваа килажа и линија? Од 16-та година. Да. Без кило горе-доле, ништо. Увек сум 50-52, 50-52. Тука се само кога останав трудна со керка ми, тогаш имав 48. И со 5-6 родив. 8 кила добив. Иначе само 8 кила, само бебето. Само бебето. И плодовата вода, толку. Готово. Доста. Тоа ми беше тоа што требав да го имам, и тоа го имав, и тоа фала му на Господ, све окей. И тоа беше тоа. Значи, Клудија, навистина интересна приказна, навистина позитивна личност, како што те замислов. Еве, имавме можност да поразговараме и да споделиме со нашите гледачи, воедно да ги мотивираме и да им кажеме каков е пристапот ако веќе се одлучат да работат со тебе, односно да побараат тоа да им пренесеш од твоето знаење и да им дадеш инструкции како да се справат со својот проблем, дека треба да бидат одговорни пред се и навистина доследно да те слушаат. Ја верувам дека ќе имаш уште многу успешни приказни
и дека уште многу задоволни клиенти ќе бидат со оглед на твоето знаење, пристап и посветеност. Несомнено е тоа. А заради тоа што ми беше задоволство што си тука со нас, јас ќе ти дадам неколку подароци. Ова е од Natella Beauty, Beauty Matrixот. Овој Beauty Matrix е исклучиво составен од природни продукти и нема додатоци на адитиви, нема додатоци на шеќери. Ова е колаген кој е за подобрување на структурата на кожата, косата, ноктите и така натаму. Се надевам дека ќе се Фала. вклопи во твојот програм. Ова е термокриогелот, кој е добар и е многу подобен да се нанесува на своето тело, значи едниот е антицелулитен и слиминг гел, каде што го ги нанесуваш комбинирано топлиот и ладниот и тоа е обично пред оној кардио дел за да се подобри структурата на кожата и антицелулитниот дел, нели, оној што е потребен кај секоја жена кога има малце целулитче. Добро. А кога сме веќе кој Повели? целулит, може да кажам нешто? Може. Знаеш ти зашто ми имаме целулит жените? Зошто? Баш добро прашање. Да, Баш не. добро прашање. Целулит е за тоа тука, затоа што ние сме жени и затоа што доиме. Ни треба таа маст. Да? Тие масти нас ни требаат. Ако немаш целулит, нема да имаш ни млеко. Стварно. Поврзано е со тоа, со хормоните и со... Па веројатно да, пошто Затоа- мажите немаат целулит, колку и да се имаме гојазни, ние целулит да си го сакаме, значи. и треба да си го сакаш затоа што може добро сега. Непрекомерно, ако сакаш да. имаш, ако сакаш да имаш деца или не, тоа е се на твое. И ако сакаш да доиш или не сакаш да доиш. Мгм. Не? И тоа е. Ама што више имаш целулит, поубаво Млеко. млеко и ќе имаш више, да. Ќе Е, биде ова не више сум го знала. масно. Значи сакајте си го. Тоа е. Меѓутоа, да, во тој естетски дел да не биде премногу и да не биде впечатливо, затоа што секој сака малце помазна и убава кожа. И ледико, еве, едно звучниче, О, кое ќе си го поврзеш на Bluetooth и Фала. така распијано ќе си функционираш весело како што си секогаш фала позитивна. пуно. Ти благодарам уште еднаш, верувам дека нашите гледачи ужива во твоето друштво и дека им беше пријатно да слушнат и гарантирам дека ќе има уште милион, кога уште имаше прашања, сега дупло ќе има. Ќе направиме уште еден настан. Да, секогаш тука си до уште некоја недела Да. и верувам дека ќе бидеш достапна за сите оние кои се заинтересирани и ќе имаш можности повторно да дојдеш. Увек, ако Бог да.